што дискутува. Исто така се дискутираше во однос на Законот за народно правобранител, прашање за кое што треба да се заземе став да се реши овој процес, да се одвиваат дополнителни консултации помеѓу координаторите на пратенички прашања во врска со истото прашање. Друго прашање кое што беше дел од дискусиите денешни беше и прашањето за изборниот законник, за предлогот една изборна единица, предлог за кој што ние не сме против, меѓутоа ние сме за решението една изборна единица со минимален праг од 5% со отворени листи. Остатокот од прашањата за кои што и јас имав замислено да ги покренам во текот на денешната средба, се одлучи во однос на тие прашања се одлучи дополнително да се договориме со господинот Христијан Мицовски, да се сретнеме и да дискутираме дополнително во иднина. Начално е договорено до крајот на пролетот, значи некаде јуни месец да се донесе нов изборен законник. Се дискутираше за модалитетите. Една изборна единица со или без изборен цензус, отворени или затворени листи и комуникацијата ќе продолжи на ниво на координатори на пратенички групи во собранието со некои од министрите во влада. Последната политичка тема беше омбудсманот, за кој што Левица за прв пат во историјата на независна Македонија предлага соломонско решение, а тоа е припадник на ромската заедница да биде избран за омбудсман, бидејќи сметаме дека се најдискриминирана заедница која нема никакви полуги на власта, ниту министри, ниту пратеници, еден градоначалник, ако не се лажам, и сметаме дека оваа уставна категорија треба да им припадне на ромската заедница.